Поштовани гледачи, добре дојдовте во уште една емисија на ОТВ. Овај пат ќе зборуваме за здравје, и то не било како, а телесното здравје. Ги испративме сите празници, ја помина и прочка, сега одам до Великден, ќе си постиме и ќе бидеме паметни, барем така треба да биде. А овие празници па што ги испративме позади нас во зимски услови малку не згрчуваат, малку ни прават тежини, имаме повеќе време што го поминуваме во лежење, во седење, некои во повеќе јадење, па и тоа го товарува грбот, значи полека насетувате дека ќе правиме муабет за физиотерапија. Агрипина Цаковска. Така, да. Здраво. Здраво и живо. Здраво, здраво. Фала ти што се согласи да си поразговараме вака во најава на пролетва, малку да ги едуцираме луѓето зошто е физиотерапијата важна, добра, зошто треба да се практикува, па ајде да ни направиш еден вовед така мал прво, зошто е важно и зошто е добро. Вака, прво ви благодарам и вас на поканата да ви гостувам во вашата емисија и многу ми е драго. Исто да му ги честитам празниците, прочка и да му посакам добри пости на сите православни верници. Значи, ме праша за масажата, за физикалната терапија, зашто е добра за организмот. Во прилеп си велиме, чудам на масаж. Да. Така, зошто е тоа добро, зошто ни треба и зошто на секој треба да си го дозволи тоа? Така, да. Значи, масажата и физикалната терапија како почетна фаза на медицината се сметаат, масажата се смета како најдревна и најстара техника на медицината, лековита техника на медицината и уствари добра е воглавно за целиот организам, за од најмлад организам до најстар организам. И секако незините поделби сега можеме да ги спомнеме, можеме да спомнеме какви масажи има, зашто се користат, на што има бенефит, кој орган, кој дел од организмот. Значи тука има еден многу широк диапазон за зборување. Какви ефекти, еден обичен човек, јас да речеме сум веќе патувам кон средни години, кон половина век, имам уште цела деценија, ама нема врска, пак веќе телото не е како на 20. Се да речеме, дали е за почеток е добро ние кои што завлегуваме во тие години редовно да ја практикуваме и кои се бенефитите што би ги имале? Нормално, значи нормално дека треба масажата да се практикува редовно, месечно, ако не и неделно, значи во повисоко развиените земји знаеме дека масажата се користи напоредно и со секојдневниот живот. Сите одат на масажа. Еве за твојов случај, конкретно ти на пример работиш со камера, носиш инструменти, седиш во канцеларија пред компјутер повеќе, значи секако ти се јавуваат болки во грб, во рамена, во врат. Масажата ослободува од секаков вид на болки, значи ја зголемува циркулацијата, мускулниот тонус многу го доведува во ред, ги истискува остаточните материјали од работата на самите мускули кои што доведуваат до нивен замор уствари и со масажата е најлесен и најбезболен и најпријатен начин тие материјали да се истиснат од мускулите. Сега ни кажа зошто е добра, например, за луѓето кои што имаат горе-долу статична работа, седење на компјутер, по биро, канцелариски работи, така натаму. А многу често знаеме да слушнеме дека спортист после тренинг ходи на масажа, а тоа е, нели, велиме дека спортувањето го одржува телото. Зошто после спортување се оди на масажа? Точно ова јас сега што го спомнав, значи материјалите кои со вежбањето не се доволно истиснати од падните материјали на мускулите, со масажата механички се истиснуваат по механички пат. И тука се доведува една длабока релаксација на мускулите и затоа кога спомна спортска масажа, значи има повеќе видови, имаме ние видено на бокс меч пред надпреварот дека има агресивна масажа на овај дел тука. Значи таа е припремна масажа. Во спортската масажа се после тренинг и припремна. Припремна масажа постои и пред тренинзите и после тренинзите. И кај маратонците, и кај боксерите, и кај пливачите, кај сите спортисти, значи секаде
широко применета е физикалната терапија и масажата веќе Ево, за спортистите кога праша. Не гледам Да. многу спорт, ама на времето кога гледав, баш навистина тоа паѓа во очи кај особено кај боксерите дека го има тоа, ама Да, секогаш да. сум го прифаќал како некоја мотивација, некако реална физичка. Да, мотивација на мускулите работа, фактички, значи масажата има повеќе зафати. Ако зафатите се поагресивни, посилни, тие имаат тенденција мускулите да се стегнат, да се тонираат мускулите. А ако зафатите на масажата се по-бавни, ритмични, така, мускулот има тенденција да се разлабави и да се опушти. Значи има различни типови на масажа. И го почна одговорот зашто е добра, затоа што е најстариот вид на медицина или како и да Точно, беше да. дефиницијата. Да. Дали можеш да ни кажеш некој фан факт, например, од кога датира, од кога имаме пишани записи пишани за записи, да. масажата како Многу е интересно, дисциплина? да, дека пишани записи за масажата има уште 5000 години пред нашата ера. Во египетските списи се спомнати, во Елада е спомната, точно спортската масажа од спартанците е излезена. Значи тие пред борба обавезно посетувале балнеотерапија, нивните познати бајни, античките, и ги припремале со масажа, значи ги мачкале со посебни масти и сето тоа за да ги припремат и да ги ојачаат, значи за ојачување исто се користела. Тогаш за да влезат и да бидат поприпремни во борбите нивни. Значи, затоа Од тука спартанците биле произлегува, најаките војни ради масажата. Да, точно да. Од тука произлегува спортската масажа. Так. Тука е дисциплината спортска масажа опишана, исто е опишана во Илијадата, во Одисејата, исто Хомер ја опишува масажата. Авицена исто така прави многу поделби во неговите канони медицински. Целзи исто така неколку зафати и тој почнува да применува, поготово римските бајни и масажи се општо познати, значи кај римјаните исто била масажата како дел од повисоката, ја користеле дел од повисоката класа, значи тоа било исто и дружење во тие балнеоцентри и посебен дел си имале за масажа. Сега кога спомна дека во римско време било за повисоките класи, повисоките слоеви на општеството, и ние реално како едно општество кое што не е баш и многу развиено, имаме информации најмногу од филмови што сме гледале сепак 2026 година имаме луѓе кои што имаат култура на одење на масажа, ама пак се смета за нешто дека е многу скапо, дека не обично гледаме во некои скапи елитни салони. Точно така се смета дека е некаков луксус уште. Така. Мислам не е сега толку многу кај нас, то пред некое време навистина се сметаше дека е луксус масажата. А уствари не е никаков луксус, тоа си е една потреба на организмот, еден многу голем бенефит, значи секој човек да оди на масажа и не е нити скапо нешто, значи може да се потроши пари за фризура тридупло повеќе отколку пари за масажа. Значи кај нас луѓето Така, да. тројно пари за фризура него за масажа. Како еден пример за идов Добро, така јас или не да баш, ама или на пример да се пие кафе или да се биде виден навака на така, да се потроши пари може на нешто било што, а да за масажата се мисли дека е скапо нешто, дека е нешто луксузно, уствари воопшто не е така, многу е ефтино, многу е достапно за секого и многу е, пак ќе кажам, благопријатно за општото здравје на човечкиот организам. Сега да ја зазбилиме малку работава и сакам да бидам многу конкретно, затоа што дури се спремавме, дури разговаравме што ви разговарале. Пред камера ти ми кажа дека имаш една работа која што исклучително многу ти е важно да ја објасниш за жените. Ајде кажи ми што е тоа, сакам да не го расклиниме муабетов, можеме да си правиме вака и за римјани, многу има за масажата, за зборување, спартанци долго време, ама ова е многу важно, затоа што тоа што ми го спомна е нешто кое што секоја жена може да види бенефит од тоа. Така да, значи се работи за лимфната дренажа. Техниката се вика мануелна лимфна дренажа и таа е техника специјално одредена, мислам специјално изработена по шематски за лимфниот систем кај човекот.
ливниот систем, знаеме сега последно време, веќе сме и свесни и можеме, имаме информации секаде да прочитаме дека е еден од поважните системи во организмот, како за заштита, за превенција од болести, така и за детоксификација на целиот организам. Сега многу чест проблем, особено кај жените кои се оперирани од карцином на дојка или од карцином на на репродуктивниот систем некаде, понекогаш се извадени кај нив и ливни садови. Например, во операцијата морало да се извадат неколку ливни садови. И тука кај таквите пациенти настанува еден едем или лимфедем или оток на екстремитет или на нога или на рака, кој што едем може само да се контролира, единствено да се контролира и да се намалува отокот и да не се доведе до, да не се дозволи да се зголеми тој оток, бидејќи потоа носи многу тешки последици, значи тоа е единствено можно со мануелната лимфна дренажа. Значи, како што ти кажав, таа е шематски определена масажа, се делува на лимфните садови, па на засегнатиот екстремитет, се работи од проксимално спрема дистално. Значи, таа си е една многу посебна, нежна техника, но многу ефикасна кај овие пациентки. И од многу голема помош. Затоа што сакав ова навистина и не те прекинував и не сакам воопшто тука да влегувам и да ускокнувам на било каков начин, затоа што сме земја која што има исклучително голем процент на заболени од карцином, меѓу кои се многу жени и карцинома на града и на репродуктивни органи е голем и сигурно ќе има многу жени кои што можеби не го знаат ова, да го слушнат и би им било од корист. Исто мене ми е интересно дека и повеќе онколози кај нас или хирурзи или доктори не ја препорачуваат таа мануелна лимфна дренажа која што се препорачува и е препишана медицински, еве во една Германија да речеме. Имав пациентка од таму со отоци на нозете, овде дојде ми кажуваше, зборувавме, незината сестра кај мене идеше и вика, мене сестра ми од Германија ми кажа дека има ваква масажа. Јас не знаев дека таква масажа постои. Значи во Германија е медицински препишана, дел од третманот постоперативен или пост било и каков да е третман. Кај нас воопшто не ја препорачуваат. Многу ретко, значи од пациентките што доаѓаат кај мене, многу ретко ми кажуваат дека лекарот им ја препорачал масажата. Повеќе од нив слушнале од пријателка или од некоја страна Facebook за поддршка на овие на луѓе што се со такви заболувања или од некаде од друго место од странство, а кај нас е многу малку позната и мене ми е баш многу жал. Во Скопје има еден сега ново отворен, летото се отвори, лимфно-дренажен центар, единствено има во Скопје. И овде во овој регион јас ја работам таа лимфна дренажа. Така да многу ми е мило што ме праша и што ја начнавме оваа тема за да се подигне свеста, Тоа беше најважно од се за кое што разговаравме, според мене, земајќи ги сите околности кај живееме и како живееме, кои не се најголемите проблеми тука, затоа што како што разговараме и ти ме караш нон-стоп, јас кој ќе зборувам масажа, не, ова е медицина. Да, медицина. Немој да си играш. Тоа јас малку те нервирам, не дека си играм и дека не го почитувам, напротив, не само почита сум и ја покажувам и со тоа што седиме, разговараме и истовремено со тоа што сум и корисник на твоите услуги. Да. Така да нема зафрканција, секој не бил на масажа, буквално од понеделник да си се јави, да си закажи, затоа што е нешто кое што навистина ни треба на сите сме на некој начин залегнати, а и да не сме залегнати, кој што кажавме, и дури да се спортува, е добро да се. Да, и да се спортува после тренинзи, после напорен тренинг, значи после надпревар, секој спортист професионален, секој спортист оди на масажа. Знаеме дека сите фудбалски клубови имаат, освен нашиот што го нема, имаат физиотерапевти, значи сите општо професионални спортисти на која и да било манифестација додат еве на олимписки игри или било каде, тие со нив носат физиотерапевт за санација, никаде. Така, да. Дали имаш клиенти спортисти? Имам клиенти спортисти, да. Претежно
Овде во Прилеп, еве, немам, ама пошто јас работев многу долги години во Црна Гора, црногорските спортисти и никшичките ми беа редовни клиенти. А овде во Прилеп, да, мислам, имам некои каратисти, имам и овде, да. Најмногу имаме успешни спортисти во индивидуалните спортови, така да нема изненадуваш ако имаш джудисти имам, да, така нешто. Боксери, фудбалери немам. Па види, фудбалери нема ни победа. Жално. Жал. Заради тоа, вака викам, мислам, јас сакам да имам фудбалери. Ајде да видиме како ќе се одвива таа ситуација, белки ќе имаме еден апел од физиотерапевт. Нормално, да. Значи, на Прилеп треба победа. Поддршка. Ја во случајов на победа и треба Прилеп. Така точно, да. Поддршка од сите. Кажи ми, што според тебе ова го абсолвиравме, се надевам дека ќе добри кои се други работи кои што треба да ги знаеме сите ние обичните луѓе во врска со масажата и зошто не треба да се двоумиме да одделиме да речеме 1000-2000 денари за масажа, не да ги би рекола и на YouTube сме спискаме в кафане. Да, точно. Значи, ако почнеме да зборуваме за какви бенефити има масажата, тоа е, треба да зборуваме 2-3 сати овдека да ви објаснувам точно орган по орган, дел по дел. Да, ќе го сублимирам во 2-3 минути. Значи, масажата го релаксира нервниот систем, што е најбитно. Рефлекторно делува од нашите кожни рецептори нервни и внатрешните мускулните и ефект има, како што ти кажав, многу и на лимфниот систем и вкупно на сите системи масажата кога има ефект, значи го подобрува имунитетот, го доведува до организмот во една многу релаксирана состојба, мускулите ги ослободува од овие остаточните материјали од токсични материјали, да, од токсините, да, исто така кажав и претходно, значи го доведува до организмот до еден енергетски баланс, да го речам, така од источната медицина, веќе земам еден пример, тие масажата исто ја сврстуваат во балансирање на енергијата помеѓу духот, телото и природата. Така е исто, еве да ги спомниме и тие, пошто и од таму исто потекнува техниката на масажа, акупресура, акупунктура, шијацуто, и тие имаат многу удел далеко источните народи, значи масажата... Веќе се воведува и кај нас имаш на секаде. Ти на пример користиш делови од на крцкањино, како се викаше? Сега поново е киропрактика. Јас дори студирав, беше мануелна мускулна манипулација на зглобови. Така се викаше. Шубаво еден збор го ставиле, значи да го кажеш. Има се применува киропрактика, исто вендузитерапија, исто многу широка примена последните години доби кај нас. Исто еве и пливачите ги гледаме на овие првенствата, сите се со печати од вендузитерапија. Ај се да речеме, дај објасни на сите нас што е то вендузитерапија, оте сега то печатите супер, некој може да се замисли, дури јас еве, дека ќе видиш печат и пишува името на државата. Добро, таа вендузитерапијата си една посебна техника, исто како алтернативна медицина се смета, се користат пластични или стаклени чаши во кои го шмукуваат ткивото на кожата. Кога ќе го шмукаат, тука се прават многу процеси во тие внатрешните слоеви, значи се доведува до една потполна циркулација на местото, се прават колатерални капилари што ги немаме до тогаш на местото, и тука организмот, тоа му е како еден вид трик терапија. Целиот организам тука ги испреќа своите одбранбени механизми и го поттикнува регенерирањето тука на местото. Значи организмот мисли дека има повреда, а тоа е уствари едно мало вакуумче и мало испукување на капиларите привремено и многу има пријатен ефект. Исто за мускулна релаксација, вендузата исто се користи широко и применета кај заболувања на белите дробови, значи кај настинки, кашлици, бронхитис, бронхопнеумонија и, например, за настинки, за болки. Например, некој кажува, работев вчера цел ден, ме боли грб, ме бола нозе, ме бола раце, исто така. Огромно дејство има масажата, вендузитерапијата, киропрактиката, кај секого.
Значи, народски кажано, вендозитерапија е она што баба ми, кој ќе настинеше деда ми, го редеше со чаши. Со чаши. Редење со чаши, да. Ама таја палеше нешто под чашите. За да се створи вакуум, старите немаја вакуум пиштоли како ние што користиме сега, или такви алатки современи сега, како што се иначе се користат. И со оган има исто така сега и во современите вендузи, чаши и пластични со вакуум. Битно е вакуум да се створи. Да. Сега кога е со оган, тука и енергијата на огнот малку дава некоја дополнителен ефект. И Па ти така знаеш со оган да ги редиш чашите? Да. Ја не би си играл со оган. Добро е да се проба, значи добро е да се проба, многу е релаксирачки Аз за сум го организмот. гледал одблиску, навистина не се зафркавам, баба ми навистина го редеше да Да, редеше и со мојот чаши. дедо исто редеше со чаши. Така, значи двајца да сме внуци на надри Да, лекари. на надри лекари, точно. Тие си клаваја свечичка или на паричка нешто, или последно јас имам видено дури малку ацетонче некој да намачка па да го запали и да ја преврти чашата. Битно е вакуум да се створи, Така, да се излечи тука местото. Така. Сега старите наши викаја се излекува на стинката. Така. На некој начин тоа е точно. Па точно е. Така. Го влече. Медицински подкрепено, да, се излекува токсинот, се изфрла од телото и така телото добива една нова енергија и нова циркулација и се чувствуваш многу подобро. Еве, Кажи ми ти, обично така ги почнуваме интервјуата, ама со тебе полека ќе го привршуваме така. Сакам обично физиотерапевтите се многу големи луѓе. па не се обично многу големи физиотерапевтите. Ти си една джемно девојче, вака што би се Да, рекло. фала, да. Како се реши да бидеш физиотерапевт во животот? Како се решив да бидам физиотерапевт? Секогаш ме привлекуваја медицинските науки. Средно учев ветеринарно, ама ми се виде не толку многу интересно за продолжување и си барав некоја струка, така да не, значи игли не сакам, крвни методи не можам да поднесувам и јас. Физиотерапијата е гранка на медицината што ги зема физичките и природните фактори и ги применува за лекување. Значи како природата ја зема електротерапија, магнет, ултразвук, инфрацрвено, сите тие се природни елементи кои што се користат во физиотерапијата и тоа ме привлече многу. Исто така и биоенергетскиот фактор да го земиме, значи истото е како електротерапија, магнетотерапија, биотерапија, сите се тие природни фактори и природни начини на лекување и на регенерација на организмот. Фактички тоа е физиотерапијата го поттикнува нашиот организам самиот да се излечи. Значи, сите ние носиме некаква енергија. Точно, да. Муабетов ми е пошто ги спомнавме источњациве кои што воглавно ја базира медицината на енергија. Да. Дали ти како западњак и на таја припадник на таа школа веруваш реално дека со самиот допир и пренос на енергија има дополнително влијание кон исцелувањето на телото? Нормално дека да, тоа е медицински подкрепено, значи со самиот допир, само вака да те гали некој тебе треба по кожата и тебе ти се лачи многу ендорфин, серотонин во организмот, значи многу хормони на среќа, се лачи исто допамин, се лачат блокатори на болка. Исто еве порано нашите мајки ни викаја дојди да те бацнам, па да ти помини. Истото е, значи те допира мајката, башка и во плунката има некои состојки хемиски, но те допира и тука ти ја ублажува болката со самите рецептори, значи кожни, нервни, праќаат сигнали до мозокот и мозокот враќа и се ублажува болката на местото. Шубаво го кажал. Да, фала, да. И е многу не знам, многу едноставно, значи, ама е многу длабока масажата. Значи, длабока техника е медицинска, не е луксус, не е комерцијално нешто да се мачкаме со кремче или нешто. Значи, специфични техники има масажата, има 5 главни и околу 25 дополнителни помошни зафати кои се користат за секој дел од организмот, има посебни зафати,
има посебно дозирање, значи колку ја дозираш, дали е повеќе или помалку, во зависност од дозата, од јачината и од зафатите, масажата може да има или смирувачко, тонизирачко дејство, релаксирачко, или може да има тонизирачко дејство да ти ја поткрени енергијата. Така народски кажам. Значи, можеме да ја завршиме емисијава со тоа дека одите на масажи, многу е здраво, Да. многу е добро. Ако че немате време да одите на масажи, најдете некој да се галите и тој лековито. Точно, да. Истото и тоа е масажа, еден вид на галење, значи тајландската масажа се заснова на голо тело. Така нели е? Може. Така, друго нешто, ако те интересира, слободно прашај ме. Значи, толку многу има да се зборува за масажата, што јас мислам дека уште еднаш некогаш ќе се сретнеме и ќе зборуваме. Сигурно ќе разговараме. Можеме и да ги објасниме, да. Мислам дека е она база, основа зашто е тоа добро, од кај потекнува сето го начавме, објаснена многу важна тема, особено за жените кои што се во постоперативен период особено од канцер. Значи, извини само да те прекинам, не мора да се жени, можно и после повреда. Јас сум имала и многу скршеници кои имаат многу голем оток и не може со ништо да се санира отокот. Па дошле на 2 или 3 третмани, оток нема. Значи, техниката е многу специфична и е многу ретка, некој ретко ја работи. Тука, во околу овде Прилеп Битола, ретка техника е таа. Слушате, ретко е и во Прилеп имате специјалист за таа работа, така да кога ќе имате отоци, искористете го, барајте ја грипина и ќе си го решите тој проблем како што рече со 2-3 сеанси. Зависи, кај некој 2-3, кај некој треба 7-8, ама важно е дека е многу ефективна техниката, да. Агрипина, фала за муабетот. Фала и тебе. Се надевам дека бевме корисни пред се со овој муабет. Се потрудивме да бидеме и забавни, да не е баш онака како во некоја утринска и стерилна и да е. Сигурно се бедни низ целата емисија видовте како го ја работи таа работа, така да... Прашања ако имаат слушателите, гледачите. Барајте, има на Facebook, има на Instagram. Да, секаде може да се обратат за било каков проблем или само за совет, не мора на масажа. Некој, например, се јавува и за совет. Например, ме боли ова, зошто вака, зошто што да направам од дома, па може да му даеш совет, клај си ладно, клај си топло, или дојди, или појди ваму таму. Значи, луѓето треба да се отворат, да ги кажуваат своите проблеми. Терапија по анамнеза, што ти ме боли, клај ладно. Ме боли, клај рицинот. Клај рицина, не. И така да треба да се отворат и да веќе да ја сметаат масажата и физикалната терапија како еден огромен дел од медицината и да составен дел од секојдневното живење. И составен дел од секојдневното живење, точно да. Фала ти, Шенис. Фала и тебе. Вас фала ви што гледавте, се гледаме во следна емисија, од каде, шо, со кого, не знам, ама ќе ви биде интересно.